Искусниот стратег Наум Лямчевски е новото засилување во стручниот штаб на Пелистер. За Лямчевски ова е четврто враќање на кормилото на битолскиот второлигаш. Во тренерската кариера поранешниот фудбалер на Пелистер уште ги предводеше напредок Караорман, Охрид, Победа и Силекс, а до изборот на оваа функција Лямчевски беше главен координатор во школата на Пелистер. За изборот и утрешниот меч присуствувавме на тренинг, каде разговаравме со Наум Лямчевски, неговиот помошник Спасе Ристевски и напаѓачот Благојче Марковски. Господине Лямчевски, назначени сте за шеф на стручниот штаб на Пелистер. Збор 2 за изборот. Изборот мој мислам дека дојде како продолжение на ова што го работев досега како координатор на фудбалска школа во Пелистер и поставката на господин Димов. Мислам дека во ова и ваква како што е ситуација за клубот беше нормално, иако е тешка ситуацијата, да ја прифатам понудата од клубот што ми беше дадена, да некако колку што ги успееме, колку што можеме клубот го донесеме во еден нормален тек. Така, ваши соработници кои се? Соработници што велам продолжуваме од школата, соработник ми е Ричарски Спасе и Петровски Сашо за голманите во овој први момент. Меѓутоа, веројатно ќе приклучиме уште некој за да целта ја оствариме, бидејќи реков ова е задача на цел Пелистер, на цел стручен штаб од Пелистер, не е само моја. Да речем и јас ја гледам малку на пошироко на сите во овој град, бидејќи Пелистер е на цел град и на цела ова регија, не е само на еден или двајца. Утре имате гостување кај Влазрими. Збор 2 за тој надпревар, очекувања ваши? Тешко гостување, премногу верувам во фудбалерчината. Сигурен сум дека ќе пружат максимум и да се надеваме дека ќе се вратиме од кичево со окренати глави и да продолжиме со една работа во малце повесели текови, подобри времења за нашиот клуб. Точно и тоа ми беше следното прашање, каква е ситуацијата сега во сооблекувалните, мислам, како е се расположението кај фудбалерите? Расположението сакаме да подигнуваме, да речем, на секојдневно работиме на расположението на фудбалерите. Имаме доста повредени играчи, меѓутоа тие што се и колку се 16-17, мислам дека ќе го дадат максимумот и дека од кичево треба да се вратиме со окренати глави. Што да очекуваме следно? Работа. Работа и само работа. Јас многу никој пат не сум се расфалал со изјави секакви. За мене најважна е работата, од работата мислам дека ќе дадат резултатите. Ви посакувам успех. Јас ви благодарам за поддршката ваша. Господин Ристевски, назначени сте за помошник во фудбалскиот клуб Пелистер. Збор 2 за сега оваа функција. Па добро, по барање на шефот на стручниот штаб Науме Лямчевски, прифатив таа улога да работиме заедно. Знаете, ние цело време бевме во школата. Избор голем немаше, падна изборот на Науме и мораше некој да биде од школата. Искуството мое беше пресудно, мислам да бидам тука со првата екипа. Каква е ситуацијата во помладите категории, во развојните категории? Па вака, последната година многу работи се подобрија во школата, треба уште, затоа што уназад сега не сакам никого да напаѓам, некои работи беа запоставени, но полека работите си доаѓаат на свое место. Некои категории веќе се надзира квалитет кај некои категории и мислам дека за година-две ќе имаме повторно плејада на млади деца во првата екипа. Ваши предвидувања за утрешниот надпревар со Влазрими, тешко гостување? Па незгоден домаќин, меѓутоа гледајќи ги вака играчите, мислам тоа беше пресудно за да се нафатиме на оваа работа. Пелистер е западнат во една резултатска криза, што не значи дека е играчка. Гледајќи ги нашите играчи, односно квалитетот нивни, јас верувам дека можеме да извлечеме некој поголем резултат, без разлика што Влазрими е и добра екипа и малце незгоден домаќин. Ви посакувам успех за утрешниот надпревар. Благодарам. Во раководните структури на Пелистер се извршени трансформација. Наум Лямчевски е веќе нов шеф на стручниот штаб. Збор 2 за сега моменталната ситуација во самиот клуб. Тие резултати што ги очекувавме не дојдоа во преден план, испадна некои проблеми.
Дали доволно среќа, дали доволно немавме мотив, не знам што беше работа. Сега имаме нов шеф на стручен штаб. Работиме веќе заедно цела недела, се подготвуваме за утакмицата и утре одиме на победа, пошто победата ни е неопходна и мора да стигнеме во горниот дел на табелата. Така, со Влазим и тежок противник. Какво е расположението во клубот? Влазим не е тежок противник, пошто има добра серија, 3 победи со ред и значи се во горниот дел на табелата. Нас мотивот ни е на највисоко ниво и утре одиме на победа. Значи респект за екипата, но утре одиме на победа пошто ни се неопходни нашите 3 бода.